Еве не назад во студио 1 и централна тема која што ја опфатуваме од случувањата во светот, всушност е од Балканот, а тоа значи дека со нашиот редовен аналитичар за она што се случува во светот и на Балканот, Дејан Андоновиќ, ќе разговараме за Косово и одлуката да Косово формира своја војска. Дејан, здраво. Здраво. Добар ден. Турбуленции во Косово со оглед на тоа што уште на самиот почеток имаше најразлични реакции дали треба или не треба да се подолго време се најавуваше, се знаеше датата, се знаеше дека денеска тоа ќе биде, така да ова е кулминација на тие тензии, би рекол, околу најавата, односно таа е веќе прогласена во собранието и е практично формирана. Меѓутоа, пред формирањето на војската, односно ова одлука која што доаѓа денеска, имаше најразлични реакции, би рекле дека Соединетите Американски држави и НАТО, како и ЕУ, се разидуваа во оваа одлука на Косово, па едните предупредуваа, велеа дека е многу рано, другите велеа дека време е за Косово да има своја војска. Косово има од денес своја војска, а приштинските власти велат дека со ова се заокружува уставноста на државноста или независноста на Косово. Ти самиот кажа, има различни гледања. Соединетите Американски држави уште од почеток поддржува независноста на Косово, уште од почеток иако не најавува, ја поддржува формирањето на Косовската армија како дел од независноста на Косово. Да подсетам, една држава за да биде независна, едно од важните столбови е и да има своја армија. Кога една држава, кога некаде има армија, значи има и држава. А од друга страна Европската унија покажа дека не е единствена, таа не успеа на некој начин поради своите проблеми и разноликоста на донесувањето на одлуките во Брисел. Едни членки беа за, едни беа против, особено во овој миг кога Европската унија нели си има своји проблеми, као што е Брекзитот, као што се жолтите елеци во Париз, сега не ги набројувам, заминувањето на Меркел. Така да ова се покаже еден вакуум простор каде што Европската унија не можеше да парира и Приштина одлучи токму сега да ја формира ова армија, што до некаде ми се чини дојде и како резултат на награда, односно на утеха на она што претходно и се случи. Да подсетам, Косово не успеа да влезе во УНЕСКО, подоцна Косово не успеа да влезе во меѓународната полициска организација Интерпол, да не смееме да забораваме, иако можеби тие држави не се многу значајни, но сепак број на 53 држави го повлекоа признавањето на Косово, можда не многу звучно, но сепак во Обединетите нации секако бројка се бројат. Така да српската дипломатија задниот период бележише доста успеси на сметка на битката, политичката битка со Косово и некако формирањето на Косовската армија денеска дојде како утеха за Приштина, но и како подигање на некој начин на чувството на косовските албанци дека сепак Косово е независна држава. Да, инаку само да напоменеме дека очекуваме во овој блок директно линковско или телефонско вклучување на колегата Христијан Баневски, кој што заедно со нашиот снимател известува директно од Приштина, Косово. Најновиот развој на настаните ќе ни го пренесе во следните минути, па ќе продолжим исто така со анализата со Андоновиќ. Кога го споменавме, Дејан, исто така, кога ги споменавме Обединетите нации, она што може да се забележи од пишувањата на српските медиуми го оценуваат како денот Д. А исто така најнова информација е дека Србија бара итна седница на Советот за безбедност. Која ја бараше и претходно, меѓутоа никако не доаѓаше на дневен ред. Србија ова го почувствува како загрозување на територијалниот интегритет. Јас само сакам да подсетам. Косовската армија предвидено е да има околу 5000 војници активни и 3000 резервни. Буџетот негде ќе биде околу 100 милиони евра годишно. Така да се поставува сега прашање колку ќе може косовската економија да ја одржи, тоа е сепак една правењето на војска, на армија не е ефтина работа. Значи мораме да видиме прво како Косово ќе ја изигра од тој аспект, да се има армија е скапа работа. Од друга страна Србија ова го почувствува како на некој начин и официјално оцепување од српската држава. Ако до сега Србија сметаше дека еден дел од незината територија, Косово, е под меѓународна управа, сега веќе тоа не го чувствува така, туку го чувствува како окупирана територија. Токму и најавите од Белград дека една од опциите е и Белград да прогласи окупирана воена зона од странска сила и тоа да остане како формално правен акт, па во иднина ќе се решава како што ќе се решава. Од друга страна, многу се исплашени тамошните срби.
Тамошните срби кои живеат, уште денеска излегоа, а и најавуваа претходно дека нема да дозволат косовските војници, односно косовската армија, да влезе во северниот дел на Косово. Што тоа значи, ќе видиме. Меѓутоа, сега за сега тие ја признаваат само КФОР како војна сила, а доколку видат косовска војска, може да дојде до се и се што. Токму затоа се и овие тензии, а особено и поддршката на Белград кој вели дека нема да дозволи косовските војници да стапат во српските општини. Се извинувам тука, ќе те прекинам бидејќи колегите од режија ми јавуваат дека веќе го имаме на линија колегата Христијан Баневски. Толку да, еве веќе Баневски, добар ден, ние со слика те гледаме од Приштина. Каква е ситуацијата? Добар ден и од мене. Каква е ситуацијата таму моментално и кои се твоите најнови информации? Добар ден и од мене, Јана од Приштина, како што веќе најави, по неколку телефонски влучувања, еве сега конечно можеме и успеавме да се поврземе и да не гледате со слика конечно од Приштина, каде ние се наоѓаме недалеку од Министерството на косовските безбедносни сили, каде за отприлика за 1 час ќе се одржи свечената церемонија, односно прославата и представувањето на новиот состав, односно на дел од составот на косовската армија, откако денеска парламентот со 107 гласови за ги подржа трите нови закони со кои што косовските безбедносни сили се трансформираат во косовска армија, односно добиваат зголемени ингеренции. Наместо единствените ингеренции досега им беа да постапуваат во случај на природни непогоди, но сега истите ќе можат да носат и оружје до одреден калибар, но и ќе функционираат во состав на одбраната на Република Косово. Како што напомнав, ова одлука, односно ова се случува откако собранието ги поддржа овие закони, меѓутоа за да тие стапат на сила треба и да бидат објавени во службениот весник, но тоа ќе се случи откако Уставниот суд ќе постапи по представката која што е поднесена од српските пратеници, кои што го оспоруваат овој момент како неуставен. Се очекува овие процедури да поминат експресно според нашите извори овдека во Приштина, за да може уште утре овие закони да се најдат во службениот весник и со тоа и официјално косовските безбедносни сили да станат косовска армија, односно косовски вооружени сили, а Министерството за безбедносните сили, кое што го спомнавме, да постепено да се трансформира во Министерство за одбрана, кое што ќе делува како одбрана на кое што ќе делува во склоп на одбраната на државата и каде што ќе биде сместен генералштабот на косовската армија. Сето ова се случува денеска на седницата која што траеше отприлика околу 2 часа, паралелно на истата седница се одржува и протести во Косовска Митровица од етничките срби кои што секако се противат против оваа одлука, а нивните пратеници не ни гласаа во собранието, односно не ни беа присутни за време на седницата и своевидно ја бойкотираа оваа седница. По изгласувањето на трите пакет закони изјави дадоа неколку мина пратеници, но изјава даде и косовскиот председател Хашим Тачи, кој што порача дека формирањето на косовската армија не мора да представува опасност, ниту пак да ги плаши некого од регионот, да ќе станува збор само за утврдување на косовската државност и дека армијата не е само за случај на напад, туку и во случај на одбрана, но и за да се докаже дека Косово може да стане и ги исполнува критериумите за да стане членка на НАТО, а проекциите околу зголемувањето на бројката на армијата како и нивната опрема рече дека ќе се прави согласно потребите на косовскиот народ, како и потребите на земјите членки од НАТО алијансата. Тоа накусо и било она што се случуваше пред собранието денеска кога се гласа овие закони, каде што имаше и прослава од неколку мина, речиси 200 граѓани кои што славеа пред парламентот со жива музика, а официјалната прослава, како што споменав, се очекува за отприлика околу 1 час да почне во Министерството на косовските безбедносни сили, а според нашите информации се очекува да присуствуваат, односно поканети се делегации и представници на неколку влади од регионот, но и светот. А секако се очекува, немаме одговор до сега дали представници и делегација на македонската влада ќе присуствува на оваа свечена манифестација. Инаку атмосферата во градот не знам колку може да забележите од ова наше линковско вклучување, но е раздвижена. Сепак станува збор за еден ден кој што за граѓаните на Косово представува гордост, но не може да се забележи некоја позначителна еуфорија, иако можам да забележам дека, односно она што е воочливо е дека долж улиците посега да се поставени знамињата на Соединетите Американски држави, Велика Британија
и Германија како партнери во овој процес, кои што, односно, бар дел од овие земји недвосмислено го поддржаа процесот на Косово и формирањето на косовската армија, односно реформирањето на косовските безбедносни сили. Ја на ова се информациите со кои што досега располагаме, како што најавив, немаме некои нови информации од претходните вклучувања, но секако со атмосферата од прославата и свечената манифестација ќе се јавиме малку подоцна во некои од следните изданија, откако ќе присуствуваме на таа прослава која што ќе се случи за кратко од сега. Така, Баневски, за да не те задржуваме предолго, знаеме дека имате настани во 16 часот. Ние во овој дел ти благодариме за овој твој исцрпен извештај и тоа што ни ја пренесе еве и со слика атмосферата моментално во Приштина, каде што сите очи бар во регионов може да се каже дека се вперени. Ти благодариме уште еднаш, веќе како што најави ти малку подоцна, те очекуваме со нови информации. Антонович, еве можевме да забележиме дел од атмосферата, се чини од она што од линкот на Баневски можеше да се види регуларно, односно стандардно тече. Да, тоа е во Приштина. Тоа е во Приштина. Но американските знамиња, како што спомена, тоа е во Приштина, тоа е за нив голем празник, оние заокружуваат државноста и независноста. Сега треба да видиме, нели, немаме екипа, не успеавме, не можеме да испратиме и во српските општини да видиме каква е атмосферата таму. Она што успеав да го видам по другите српски медиуми и другите медиуми регионални, таму луѓето се во сосема поинаква атмосфера, бидејќи се во стравување, има протести, има воредни седници на општинските тие органи, се најавува и дека председателот на Србија Александар Вучич ќе ја посети копнената зона на безбедност. Таа копнена зона е околу 380 километри долж косовско-српската административна граница и е широка 5 километри, со евентуалното формирање на косовската армија првпат во историјата ќе дојде на некој начин до гранично додирнување на единиците на српската армија и единиците на ново формираната косовска армија, што дополнително нели ги создава тие тензии. Ќе видиме како ќе изиграат меѓународните фактори. Пред малку ти спомна за Советот за безбедност. Србија подолго време бараше во Советот за безбедност на Обединетите нации, сакаше преку Советот за безбедност да издействува блокирање на овој процес, надевајќи се дека постојаните земји членки Кина и Русија ќе дадат поддршка и ќе се повика да ја повторам повторно резолуцијата на Обединетите нации 1244 донесена од Советот за безбедност, истиот тој Совет за безбедност, кој предвидуваше 1999 година дека единствена војна сила на Косово ќе биде КФОР, а дека албанските формации ќе бидат разоружани. Сега имаме поинаква слика, но на тоа се повикува Белград. Кога сме ги спомена реакциите на меѓународните представници и општо еве и Соединетите американски држави, па и Европската унија. Како еден вовед во понатамошниот разговор, предлагам да го погледнеме прилогот на колегата Антонио Крстевски, кој што ги собра дел од реакциите како и на Европската унија, што велат и челниците на НАТО. Се чини дека се разидоа можеби ставовите, особено на НАТО и на Соединетите американски држави. Самото НАТО да подсетиме. За како што рековме, да го слушнеме и погледнеме прилогот, па се враќаме повторно со анализа назад во студиото. НАТО алијансата изрази жалење за одлуката на парламентот во Приштина косовските безбедносни сили да ги трансформира во армија. Генералниот секретар Јенс Столтенберг вели дека и покрај забраната од страна на алијансата, Косово повлече потек кој доаѓа во погрешно време. Тој вели дека и покрај одлуката КФОР останува на Косово, посветен на неговата безбедност и на Западниот Балкан. Сите страни мора да осигураат дека денешната одлука нема дополнително да ги зголеми тензиите во регионот. Сите одговорни политички актери мораат да се сосредоточат на напредокот на реформите и диалогот. НАТО продолжува да го поддржува диалогот на Белград и Приштина под покровителство на Европската унија, како единствено одржливо политичко решение за регионот. Првиот човек на српска листа Горан Ракич по гласањето во парламентот изјави дека по сите меѓународни документи, односно резолуцијата 1244, единствени вооружени сили кои може да се најдат на северот на Косово, каде воглавно живеат срби, се кворовските. У Приштини е данас на најгрубли начин. Во Приштина денеска на најгруб начин е нападнат мирот, безбедноста и сигурноста на овие простори. Со формирањето на така наречената војска на Косово,
Најгрубо е погазена резолуцијата на Обединетите нации 1244, со која јасно се кажува дека единствена вооружена сила на овие простори е КФОР, во име на кризниот штаб и во име на локалната самоуправа на 4 општини на северот. Ги повикувам србите на воздржаност, без разлика каде живеат, дали јужно од Ибар или тука на север, да не потпаѓаат на провокации, бидејќи провокации секако ќе има, а наша цел и наш интерес е да го одржиме мирот на овие простори. И додека косовските албанци слават во Србија, големи се реакциите по одлуката на парламентот во Приштина. Министерот за одбрана на Србија Александар Вулин ги смирува србите на Косово, велики дека имаат поддршка од председателот Александар Вучич и војската на Србија. Според него, така наречената косовска војска составена од терористи се формира за да нападне Србија и србите. Задачата на Министерството за одбрана и началникот на Генералштабот е да се осигура дека српските вооружени сили можат да исполнат секоја наредба на врховниот командант. Сите одлуки што ќе се донесат ќе бидат исполнети. Александар Вучич беше многу јасен и гласен во неколку наврати. Во клучните моменти за оваа земја тој рече дека бура никогаш нема да се повтори. Премиерката на Србија Ана Брнабич во интервју за Италијанска република вели дека формирањето на војска на Косово е најголема опасност за мирот во регионот. Според неа, тоа е во спротивно со сите меѓународни договори, но и со уставот кој тие го изработи и усвоија. Според Брнабич, Косово го прекршува сопствениот устав. Да, до крајот на денот, па и во наредните денови, секако ќе очекуваме реакции, дали се работи од косовска страна, дали од српска, дали од Европа и светот. Имаме уште една реакција, испратена токму од колегата Баневски, од пратеничката Емилија Реджепи во Косовскиот парламент, да ја погледнеме и таа, па се враќаме назад да анализираме за сите оние за се оно што претходеше на формирањето на војската и што тоа би можело да значи освен за регионот и односите меѓу Србија и Косово, исто така и за Македонија. Ова е еден историски настан за нашата млада држава. Со овој закон, земјата ги остварува своите основни принципи на една нормална држава. Со основање на војската на Косово се чува територијалниот интегритет на една држава, така што ова е еден голем потек за сите народи што живеат на територијата на Косово. Жал ми е што некои не беа овде. Сметам дека сите имаме исти права, мора да се почитуваме и да делиме и добро и лошо во нашата држава. Ете, тоа беше изјавата на Емилија Реджепи, пратеничка во Косовскиот парламент. Се враќаме со разговорот со Дејан Андоновиќ. Дејан, изненадува ли тоа што нема некоја особена тензија по ова формирање на војската на Косово? Ако се земе предвид дека во моментов поделена е она линија, тензијата е преместена на северниот дел, каде што и, како што кажа колегата Баневски, таму се сконцентрирани српските новинари и реакциите од тој дел. Добро, јас морам да те поправам, тензијата постои на тие луѓе кои живеат таму и во Приштина и во другите градови каде што има косовски срби, нели, срби кои живеат на Косово. Второ, колегата Баневски не спомна, утринава се направи мала тензија во парламентот при гласањето. Сакам да подсетам дека местата каде што треба да бидат новинарите беа тргнати, ставени во друга просторија да следат церемонијата на гласање, а на нивни места беа поставени, не знам дали виде во снимките, 10 или 15 униформирани војници, мислам во обична униформа без оружје, да присуствуваат на церемонијата, на некој начин покажувајќи дека косовската армија веќе не подготвена, него формирана. Да, постои потоа ракоплеска кога ја официјално добија поддршка од пратениците. Прашањето за тензијата, од една страна не може да има голема тензија бидејќи ова се знаеш. Ова не е ништо ново, денеска беше само формализирано. Приштина и политичарите во Приштина најавуваа повеќе месеци, ние во ова студио тоа го најавувавме и анализиравме, дека денеска на овој денешен ден ќе биде прогласена косовската армија. Сега се отвараат шпекулациите дали доколку евентуално Србија попуштеше Косово да влезе во УНЕСКО или во Интерпол, можеби ќе се пролонгираше овој процес. Но пратеничката
пред малку што ја слушнавме, таа убаво рече, формирањето на косовската армија има за цел да го заштити територијалниот интегритет и суверенитет на Косово. И тоа е до некаде она што граѓаните на Косово го чека и го бара за да се затвори, формализира независноста и државноста на Косово. Но што правиме сега понатаму? Косово на некој начин се уште е под меѓународна управа. Територијалниот суверенитет и интегритет по сегашните меѓународни закони треба да се грижи КФОР, мисијата на КФОР на Косово. Токму тоа е главниот адут на Белград до некаде, каде што оцени дека со формирањето е прекршено меѓународното право, дека сега се наоѓа под окупација српска територија. Токму затоа и треба да видиме како политичарите, односно големите сили ќе изиграат оваа приказна за Косово, дали ќе биде смирено или ќе се зголема тензиите. Ако се земе в предвид сите оние изјави, реакции, ставови на Доналд Трамп во поглед на НАТО алијансата, човекот се поставува како најголема сила во таа НАТО алијанса, НАТО и САД за формирањето на војската на Косово имаат различни гледишта. Јас ќе бидам послободен, а НАТО и САД имаат различно гледање. Да подсетам дека командантот на НАТО, војниот командант генерал, не можам се сетам како му беше името, го поздрави формирањето на косовската армија, а неговиот политички на некој начин предпоставен, Јенс Столтенберг, изјави дека е се уште рано и дека е преурането ова формирање и дека во моментот е непотребно. Значи во НАТО имаме еден став на гледање. Од друга страна, од Белата куќа имаме поинаков. Доналд Трамп во ниеден миг до сега ја не го слушнав некаков отворен став за поддршка на Косово, а Соединетите Американски држави го поддржуваат Косово. Европската унија, некој да споменувам, пак ќе повторам дека во самата Европска унија има 5 или 6 земји членки кои не ја признаваат независноста на Косово, како што се Шпанија, како што се Грција, како што е Словачка, како што е Кипар. Оттаму и тие земји членки во Европската унија автоматски претпоставуваме дека денеска не го поддржале формирањето на независност на Косово. Но вчера Соединетите Американски држави први, подоцна и Велика Британија го поддржаа формирањето на косовската армија, така да ми се чини дека меѓународната заедница во моментов ви нема некој заеднички став за иднината дали треба или не треба. Да, освен овие што ги спомена Андоновиќ, земји членки на Европската унија и Германија беше прилично децидна во однос на таа поддршка, додека се уште официјално можеби нема некоја реакција од останатите земји членки. Е или не е за изненадување? Поддршката германска. Германија повикуваше на диалог. И беше многу воздржана и канцеларката Меркел, која сега е веќе нели на заминување, но тие го поддржуваа независно Косово, но го поддржуваа диалогот Белград-Приштина. Со ова формирање денеска јас не верувам дека диалогот Белград-Приштина, како и со таксите воведени претходно, ќе може скоро да биде продолжен. Значи, со денешното формирање, тоа е многу важно да се знае, со денешното формирање на косовската армија се менува и мандатот, воениот мандат и на силите на НАТО на Косово и Косовската армија, бидејќи Косовската армија до вчера беше Косовски безбедносен корпус, заштитен корпус, и имаше едни ингеренции. Сега ќе има поинакви ингеренции, бидејќи армија. Значи ќе може да стои, предпоставувам, на граница, ќе може да, ме разбираш, да биде распоредена низ целата територија. Од друга страна, сега треба да видиме каков ќе биде мандатот на КФОР на Косово. Значи сега веќе не е КФОР единствена воена сила која го гарантира суверенитетот и територијалниот интегритет. Од кого треба да го гарантира кога Косово веќе има своја армија и таа ќе се грижи за својата безбедност. Така да ќе видиме како наредниот период големите сили, меѓу кои тука ќе ги ставам покрај САД, Европска унија, Велика Британија, одделно Германија, но и Русија, па и Кина, како ќе договорат на нови правила на игра. Ние видовме дека и Могерини, Федерика Могерини не даде некаква поддршка за формирањето на косовската армија. Во секој случај важно е дека со формирањето на косовската армија ќе се сменат малку и условите во регионот. Заплашува ли она што косовските власти велат дека војската ќе биде распоредена на јужниот и на северниот дел, а во северниот дел косовските срби велат дека таа војска не важи за нив? Вака, ќе ги споредиме во старт реакциите да ги искомпарираме. Приштина денеска формираше косовска армија, премиерот Харадинај ги повика србите и кажа дека оваа армија е армија на сите.
отварајќи простора, и така е предвидено во таа косовска армија да пристапуваат и косовски срби и им кажа на србите, им порача на српскиот дел и на останатите граѓани кои не се албанци на Косово, дека таа армија ќе биде нивна армија и дека ќе биде исклучиво за заштита на територијалниот интегритет и суверенитет, и пред се онаа најава дека ќе биде формирана за да учествува во НАТО контингентите при оние мисии меѓународни војни во светот. Од друга страна, братот на Рамош Харадинај, Дауд Харадинај, додаде една, да кажам, вознемирувачка за србите изјава, каде што рече сега ќе си имате работа со косовската армија, доколку нели ги кршите законите на оваа држава. Од друга страна, србите, сега компарираме, Белград го прогласи формирањето на косовската армија како нелегална воена формација и побара од КФОР според таа резолуција да ја разоружа. По исто оној терк како што тоа се случи во 1999 година, кога тогашната ОВК беше разоружена од страна КФОР. Белград оваа армија смета како наследник на Ослободителната војска на Косово, на ОВК, и побара од меѓународните сили тоа да го сторат. Паралелно ги повика с косовските срби, што е можеби најопасно од целата оваа приказна, да ја игнорираат армијата, да не ја даваат поддршка и да не пристапуваат во незините редови. Добро, бидејќи сме некаде при крајот, да, може уште она прашање да го наметнеме, што би значила ова формирање на војската на Косово и овие тензии помеѓу Белград и Приштина? Да, не бев доволно прецизен, убаво ме поправи. Сметав на тензиите во косовскиот парламент, не помеѓу двете држави. Што ова би имало како импакт врз Македонија, ако се знае дека тие се сепак наш сосед? Па јас први морам да признам дека не видов ни една досегашна реакција од нашите институции, Министерство за одбрана, и колегата Баневски кажа дека побарале официјална потврда во однос на покана за да присуства на делегација. Јас морам да признам дека очекував денеска поради состојбата која се случува на Косово, добра, лоша, не е важно, но е тензична, да добиеме некој соопштение дека МВР засили длабинската контрола или Арама ги зголеми мерките на безбедност на долж косовско македонската граница. Јас тоа не го видов до влегувањето на ова студио и оставам простор дека можеби не сум видел. Не добивме ни информација дали наши представници присуствуваат на денешната церемонија во Приштина на прогласувањето на косовската армија. Сега за сега мислам дека промената на условите со уште една армија може некако да влие, не знам како. Меѓутоа Македонија и Косово и Србија ги гледа како своји партнери. Ги гледа, да, но ако Србија прогласи окупациона воена зона како што самата најави како една од опциите, тоа секако ние ќе се граничиме со таков дел. Ќе мораме да видиме кои импликации не можеме да ги предвидиме. Може да нема ништо, но може би да биде по-порозна границата. Ние имаме искуство од минатото дека секогаш кога се случувало нешто, некои воени действија долж нашите соседи, се прелевало и кај нас. Бидејќи тоа е метод на сврзани садови. Многу е важно да видиме каков ќе биде ставот на Белград, дали ќе преземат нешто, пошто има опција, нели, вооружените сили се подготвени, таква најава имаме од Белград. Да, за нив Косово не важи. Но јас морам да потенцирам, јас не верувам дека Белград ќе интервенира војнички, бидејќи нападот врз Косово е напад врз Соединетите Американски држави. И тоа е повеќе од јасно. И врз медиаторството на Европската унија. Мене ми остава простор едно од опциите да не се случи системот она што се случуваше во Донбас, во Украина, каде што тамошните руси, сега ги компарирам, тамошните руси добиваат поддршка од Москва, се воена формација без обележја и се борат да го заштитат своите општини. Или она што се случи на Крим. Да ве потсетам дека Крим беше окупиран од војници, но не видовме дали се руски. Белград можеби ќе, можеби тамошните срби, пак со поддршка на Белград, нема да дозволат, нели, да дозволат косовска армиска чизма да згазне во нивните општини, па да се обистини онаа шпекулација која подолго време ја зборувавме за подалба на Косово, договорот помеѓу Тачи и Вучич. Да се надеваме дека ќе спласнат тензиите, дека сепак ова ќе се решава со меѓународно медиаторство. Андоновиќ, продолжуваме дека следиме овој процес особено со фокус на Косово и Србија, да. Јана, што е она што ни следи во продолжение?
Така е, почитувани, за кратко следуваат вестите, па после готвењето со Маја и секако со нас се гледаме повторно од 17 часот, односно се извинувам 16 часот и 45 минути. Ќе отвориме кратко телефонски линии како еден влез за темата која што ќе имаме поврзана со посетата на папата на Република Македонија, но затоа потоа, како што кажавме, следуваат вестите и колегата Александар Петровски.